Катица Јанева ја игнорираше и судската пресуда и признанието на осудениот Звонко Костовски, вработен во УБК, која ја разоткри шпиунската шема на Верушевски и на Заев и кажа на кој начин биле нарачувани прислушкуваните материјали, на кој начин биле давани и потоа веројатно и монтирани и фабрикувани. Катица Јанева игнорираше целокупна скајп комуникација помеѓу обвинетите во случајот Пуч, во која што соработниците на Зоран Заев предвидуваа дури граѓански немири или граѓанска војна, зовривање на состојбите и страдање на сите оние кои што не се дел од нивната шема. Со срамната одлука за аболиција на Катица Јанева кон Зоран Заев, ние видовме дека обвинителството, специјалното обвинителство, наместо да го гони криминалот, СЈО се појавува како заштитник на аболицирани криминалци. И веќе не постоја дилеми дека СЈО е целосно непрофесионално, партизирано и политизирано. Веќе не постоја дилеми дека СЈО не работи според законот, туку според потребите на СДСМ и председателот на СДСМ господинот Зоран Заев.